Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer, dami i gospoda. Imate привилегија да присуствувате на овој светски ден на читање поезија. Да, добро слушнавте, читање поезија. Како што знаете, овој настан е надалеку познат и слушнат и многу подалеку од надалеку. И имаме чест да се одржува во Македонија. Еден голем аплауз за Македонија. Македонија е чудесна земја, прекрасна земја, како што може да гледате по телевизиите. Има 2 милиони жители, но тоа треба да ве уче, дами и господа, да ве уче во основно оделение. Ние сме тука сепак дојдени за поезија. Токму така поезија. Би сакал накратко да зборувам за поезијата. Значи, поезијата обстојува од далеку и надалеку, а веќе и предалеку се до 2012 година и 13-та ќе постои понатака. Тој е пишан збор за кој требале да ве научат во 3-та година средно образование по предметот македонски јазик. Може да камера на ке публика ве молам. Гледате колкава посетеност, имам и специјален гостин, господинот Метју Нимиц во првите редови, ве молам, аплауз за господинот Метју Нимиц. Метју, во бифе после. Но најнапред да зборуваме за поетите. Имаме поети од сите страни на светот, имаме од север, од запад, од исток и од југ. Значи голема посетеност, масовна посетеност. Ваква посетеност нема ни НАТО самитот, како што може да приметите. Тоа треба да се забележи, камера повторно ве молам. Токму така. Имаме драги гости поети од Пиринска Македонија, имаме драги гости поети од Егејска Македонија, од Вардарска Македонија, усвари се извинувам, тоа е денешната Македонија. Не ми замерајте сега, би сакал да преминеме на поезијата. Ќе повикам еден спиритуален поет, кој е многу продуховен. Познат е по тоа што е многу продуховен, скоро и не се гледа. Господинот од Пиринска Македонија, господин поет. Тишина. Метју. Тишина. Тишина. Леле, каква поема, дами и господа. Господинот поет исто така кој доаѓа од Пиринска Македонија е познат и како исцелител. Оваа поема е со исцелителски моќи, така да кој има проблеми може да дојде во бекстејдж. Јас се извинувам за непријатните ситуации за господинот Метју Нимиц, но тоа е тоа. Кој си шеф, мора и така. Да продолжиме понатака, да не должиме многу. Станува збор за исклучително добар поет и познавач на пишаниот збор. Млад господин кој ни доаѓа од пределите на главните предели на Македонија. Станува збор за поет. Сепак ова се зборува за поезија тука. Знам дека сте нестрпливи и еве да не должам повеќе. Господинот Уќо, го молам да поведи на стената. Еден голем аплауз, така. Поведете. Здраво. Еве и мене ми завршија колоквиумска испитна недела. Па да дојде малу моје тето да си го видим. Ја би сакал вечерва нешто различно ви прочитам. Сум напишал еротска поезија. Да почнем.
Мрак! Ако може светлото, фала. Мрак! Ќе може светлото да ми се уклучи? Фала. Мрак! Добро бе, светлото ќе може се уклучи. Ова ми е поезија. Мисля не сакате, ќе читам друго нешто ќе читам. Едгар Алан По ќе читам.